Пролета неодамна ни пристигна, а пролета секогаш не потсетува на нешто убаво, ведро и на цвеќиња особено. Ова утро ве поздравуваме од цвеќарницата Лили енд Ко, која што се наоѓа во центарот на главниот град, на улицата Максим Горки. Ќе позборуваме повеќе за пролетните цвеќиња и ќе дадеме назначење за тоа дека цвеќињата навистина треба да се подаруваат буквално во секој период како знак на благодарност. Ирина веќе долги години се занимава со цвеќе или тоа е незината пасија и љубов, па ова утро ќе ни пренесе повеќе за тоа што она има познавање од цвеќињата, но и ќе позборуваме повеќе за сите пролетни декорации кои што можете да ги најдете овде. Ирина, ќе ти посакам добро и убаво утро. 8 март ни помена неудобно, некако тогаш се повеќе се фокусираме на цвеќето, но пролета исто така ни пристигна неодамна, па некако цвеќето е знак на пролета, предвестник на пролета, тогаш нели све цути се разобавува. Какви се пролетните цвеќиња и какви се пролетните декорации? Добро утро уште еднаш, Ивана. Благодарам што дојдовте овде. Најчесто знаеме сите, главен момент за подарување на цвеќе е 8 март. За среќа имаме можност да подаруваме цвеќе секогаш, бидејќи ги изразува секаков вид на чувства можеме да покажеме баш со цвеќињата. Можеме да ги подариме за разни пригоди, за прослави, за свечености, за крштевки, промислам секаков вид се разбира. Што се однесува до пролетните цвеќиња, сега највеќе на глас се лалињата, кои што се прекрасни. Можеме да уживаме посебно во оваа пролетна сезона. Тука имаме и ранункулуси кои што се прекрасни. Оние кои што се секогаш достапни во било која сезона се розите се разбира, има маргаритки, гербери, еустоми има уште многу видови, мислам сега само да ви ги набројувам, за џабе најбово да ги погледнете. Карамфили секако нели оној стандард наш. Ирина, долги години сте веќе со цвеќињата, долги години нели имате и цвеќарницата. Кои повеќе еве според вас, она што го имате искуството со клиентите, подарува оние повнимателните или заљубените? Кои подарува еве денеска цвеќе? Па подаруваат и влюбените и оние кои што сакаат да покажат некој вид на внимание. Мене многу ми се драги влюбените, бидејќи тие кога ќе дојдат една прекрасна енергија шират, која што низ целото моје студио потоа ја чувствувам и најчесто подаруваат без причина само заради тоа што се влюбени и тоа остава убав печаток. Да, значи сепак си е она традиција, си продолжува на подарувањето на цвеќе во знак на љубов и внимание. Како се одлучуваат еве за изборот? Ве прашуваат вас, како им помагате за тоа кое цвеќе на каква личност одговара? Најчесто прво им поставувам прашувам за каква личност се работи, дали се работи, и прво и односот, секако доколку сакаат да кажат. Има луѓе кои што сакаат да кажат и луѓе кои што едноставно нели одбираат да си го направат сами изборот без разлика на моите совети. Ги прашувам за кого подаруваат, ги прашувам колку сакаат најчесто и да потрошат, за да можеме нели да направиме еден букет соодветен на нивните потреби. Има ли клиенти кои што си купуваат цвеќиња сами за себе, односно поклонот од себе за себе? Има, за среќа има. Не можам да кажам дека ги има многу, но се зголемува бројот на такви, посебно девојки, кои што едноставно доаѓаат да си купат, нели, за да си го разубават дневниот престој и да им биде убаво или во канцеларијата. Исто така се случува многу девојки, посебно морам да назначам, дека купуваат за своите колешки кога не се чувствуваат убаво. И тоа е многу прекрасно кога ќе го видите. Некогаш е само еден мал цвет, некогаш се цели букети, но се случува тоа и тоа ми е многу драго. Гледаме дека сепак луѓето се добри внатре. Да, навистина е тоа убав гес. Секого мислам дека цвеќето ќе го расположи во каква ситуација, во какво расположение да се наоѓа. Кои се вашите предлози за собните цвеќиња ги споминавте, кои што можат еве во овој пролетен период да се подарат или да се купат? Па за собни генерално можете да ги одберете во било кој период од годината. Нема некои преференции сега кои што нели би требало да се купат во овој период од годината.
Што би препорачала? Се зависи од тоа кој колку сака да даде љубов и нега. Доколку сте некој кој што немате време, например, за многу одгледување на цвеќе, би ви препорачала сансевери или замии, кои што се многу лесни за одгледување и не бараат ниту вода, ниту посебни услови. Доколку сакате нешто на повисоко ниво, тогаш можете да одберете од било кои други цвеќиња. Генерално јас земам цвеќиња кои што не се толку тешки за одгледување, бидејќи знаеме денеска темпото на живот не е баш така споро и мораме да внимаваме и на тоа. Да, Ирина, ние ова утро ќе подготвиме на пролетна декорација, така да се разубави домот наситени со екраните. За што се одлучивте, што ќе направиме? Па ќе направиме една мала корпа во така инспирирана од пролетта со прекрасни пролетни цвеќиња. Мислам ќе видите, па ќе разговараме. Ирина, најразлични декорации, букети може да се најдат во вашата цвеќарница. Од каде се црпите инспирација за вакви необични, уникатни декорации и букети? Благодарам прво за убавите зборови. Инспирација генерално од самата природа, од цвеќињата и највеќе од тоа што сакам кога ќе ги видам моите клиенти дека се задоволни од тоа што сум го сработила, тоа е најголема инспирација за наредниот пат да направам уште повеќе. Така, сега ќе подготвиш една пролетна декорација. Што сочинува? Еве вака ќе почнеме, нели, нешто што е стандардно, да ставиме една роза, потоа ќе ставиме карамфил, имаме тука неколку алстромери, гипсофила малку да го раздвижиме самиот и малку пролетна нота со ранункулуси и со лалиња. Сега почнуваме. Ирина, ви благодарам за одвоеното време и се гледаме во некоја следна прилика каде што ќе позборуваме повторно за цвеќињата, тема која што секогаш е добре дојдена и секогаш е од интерес, особено на жените, но има и мажи кои што и тоа како се влюбени во цвеќињата и се одгледуваат нели цвеќиња. Токму така и јас ви благодарам од се срце за вашата посета и се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно.